Нов тинкач дркаджија Филипче извадил на прес. И тинкачов на прес пред камери вика: овие ВМРО ставиле нов директор, не знам, на затвор, бив затвореник, осуденик. Ај прво вака да ви одговора. Море, кој најдобро ќе ги чува овците, од волците? Па волк бе! Па на времето уште не сум бил роден, мој близок биле на лов. Нашле некое мало волче, мајка му умрела, се смрзнала тамо негдека у февруари месец на минус 25 степена. Па пошто знаеше да дресира, го зел волчево, го издресирал, најдобар чуј го дал на во некоја бачилда тамо на Бистра горе. Најдобар чувар бил на овците, имал заклано преку 20 волци што го нападнале стадото наредните неколку години. Ај тоа еве една работа, да му објаснам на овој тинкачо. И на тебе, Филипче. Втора работа, што е многу поважно е тоа што нормално ВМРО го демантираше, тоа имало као предлог, не го прифатиле. Значи Филипче, јајте лајна. Ај шо јајте лајна, тоа е легитимно, ама треба понекогаш и да се заслужи да се јаат лајна. А вие, Филипче, не сте заслужиле да јајте лајна. Вие треба да ќутите до крајот на постоењето на СДС. Не треба сурат да ви видиме, а не уште да излегувате на телевизија да кажувате ваши опозиционерски мислења, да глумите тоест да се понашате како опозиција, некоја многу битна. Филипче, никој не бе е баба, ни 2%. Вашите изјави за медиуми насочени против власта не се погласни од прдеш на врапче, од прдеш на грипозно врапче. Толку ве сапиме. Туку јас да сум ВМРО, ќе ви киснам секој ден пред штабот со екипа новинари и како ќе дојдете само ќе ве прашам вака. Особено тебе, Филипче, дали и ти како твоето другарче и Јовче, што се појави на телевизија пред некој ден што ти беше против кандидат за нов лидер на партијата, дали и ти немаш ништо против за пазарот што го направивте со Грција и што им го продадовте името и македонскиот народ што живее во северниот дел на Грција. И тоа, пази, после неуспешен референдум, прогласен од сите меѓународни институции како неуспешен. Дали и ти сметаш како твоето другарче Јовче, деца на црвената буржуазија, мазени, пазени, од мали нозе да бидат успешни, надобудни, да престанат да тинкаат шо побрзо, да бидат омилени сегде. Дали и ти како твоето другарче исто веруваш дека си направил добар, дека сте направиле добар пазар со промената на името? Ама гласно да кажеш. Оти овој гласно си кажа на телевизија, овој го праша нешто и овој сам си каже, бико ја немам проблем со тоа што го променивме името со Грција. Вака, фаца па е малце проблем со Бугарија договорив, ама со Грција немам, ја мислам добра сделка направив. Ајде, гласно, изјасни се и тебе да те чуем. Ја да сум ќе ви киснам пред штаб секој ден и како ќе дојдете ова истото прашање ќе ви го поставам. Па да видиме. Така да, Филипче, фино што ти тенкало тенкач дркач да извадиш ново лице да го видиме дечкото кое. Ама не ги валкајте децата
што ги влечете сега да ве што ги држите на скут, што ги думкате да бидат ваши наследници. Кажете им да си побараат некоја друга работа, кажете им дека вие како партија сте завршена приказна, не им го трошете времето. Пратете го тама, било каде, негде да си баба мајката, да си учи, да си работи нешто, да ова, дона. Не им ги уништувате животите, пошто вие сте завршена приказна. Тоа едно. Друга работа. Пак ќе се навратам на она. Читам, слушам, гледам ова Олимпијада. Париз. Град на модата, град на вкусовите убави, на парфемите, град на естетиката, град на љубовта, град на романтиката. За повеќе детали за Париз можете да ја слушате Дама од Париза. Јас сум бил у Париз 10 дена пред 23 години. Барем сум бил у Париз. У Лувр влегов затоа што заврна таков страшен дожд што немаше кај на друго место да се скријам, а баш тука се погодивме со два-тројца мои колеги, Рубенс и не знам кој беше, тука баш кај пирамидата и рековме ај да влеземе у Лувр колку дождов да не покисне као глувци, па влеговме у Лувр, па тогаш пола Лувр не работеше пошто штрајкуваа музејски работници, ама сепак шетавме, гледавме, бевме кај ова Мона Лиза. Мона Лиза не можевме да ја видиме, пошто пред сликата имаш 500 јапанци што сликаат со апарати и овој. Али, она што го видовме од овој вашиот Париз и од Париз на Дама из Париза, од Лувр по право и од ова, можам да ви кажам само едно. Тој град на романтиката, тој град на љубовта, па и на проституцијата, да се разбереме, таратајка се правеле овие у времето на овие Луевиве кога владееле 13-14, тие мислам Маркиз де Сад, најголемиот первертич, има напишано најперверзната сексуална литература на светот, мислам исто француз, благородник Маркиз де Сад. И да не набројувам, мислам, стварно имаат овие заликови, имаат широк, овие французи имаат широк диапазон на такви селебритис од најлуди до најпаметни и така натаму и така натаму. Ете, го имате овој Робеспиер, овој нашиот од ова левава партија што му е идол. Он, например, главен спорт му било да сече глави. И на крај и неговата ја, нели, му ја отфикариле. И да не зборам, нели, за овие другиве, Наполеон и разни писатели од Балзак, па не знам до филозофи, не знам до Мишел Фуко, до познати други ликови од политиката, овој кардиналот Ришелје и така натаму, и Марија Антуанета, и се партија, тие се прцале кај смислам. Тоа ти е Франција. У Франција ден денес ако муж, ако жена нема барем двајца љубавници, другарките не ја примаат у друштво, или швалери по скопски кажано. Но, сега не би опишал ја социјалниот живот на Париз, сакав нешто друго да кажам за Париз, пошто гледам како го мислам како го испофаливте и ово и она, во однос на ова што се случуваше парадава на сатанизмот и на педеризмот на отварањето на Олимписки игри. Реалноста за таквите големи градови, богати држави, знаете ли која е? Безмилосното ограбување на малите народи. Париз немало никогаш да го добие Лувр со сите тие внатре супер вредни, милионски вредни експонати, да не го плячкале светов. Наполеон компанија и не знам сите останати која биле колонијална сила. Дали Франција ќе била Франција да не била колонијална сила?
да не се богатела на ограбувањето и на несреќата на другите. Дали Белгија ќе беше центарот на Европската унија, на НАТО, на ова, на она богата земја ситуирана ова? Знаете колку лоша карма имаат. Тој нивниот Леополд II, кралот, пред само 100 години има испотепано стотици илјади граѓани на Конго, домородци. На секој младо момче на 14 години им е сечал раката вака од зглоб надоле. Тоа ви е сликата на Европа. Да не зборам за кралството Британија, да не зборам за Германија, и која била и колонијална сила, и после знаете која беше Германија во четвртата деценија, во третата и четвртата деценија од минатиот век. Така што не ми продаете муда за бубрези за тој европски свет и тие европски држави. Шпанија исто така. Маме им ебала на тие домородците во Јужна Америка. За да стане Шпанија. Португалија исто. Колумбо на мајка му пичката шобарал тамо, која демек случајно ја пронашол Америка, не знам шоба, а мами им ебале на тоа домородците. Цело злато, све што имале вредно, све им ископали, им донеле тука и после се они земји од високото европско добро утро. Они нас ке ни продаваат цивилизацијски вредности, кои што у времето кога они сечеле глави на домородци, на разни поробени народи, овде фрески цртале, цркви граделе, сами, од никого не плячкале. Собирал народот, помагал што може да се направи цркви, што сега се цркви више од 14-15 век и да не ги редам. Не украле црква од некоја поробена земја па ја пренеле тука со хеликоптер или со не знам што. Тука ја изградиле. Азбука измислиле. Додека овие вршеле аудиција на робови на афричкиот континент за да донесат да им работат бесплатно у државите, може да ги изградат, да бидат она што се денес ЕУ. Франција, Велика Британија, Курсе, Тресанија и така натаму и така натаму. Нивната благосостојба, нивниот степен на развој се должи на стотици масакри и ограбувања на народи. Дали знаете дека допред 80-90 и може и помалце години сум го кажал тоа, Белгија имаше зоолошка градина за црнци, за црнчиња, мали деца, да можат белгијанците од високото добро да видат што е црнец. Дали знаете дека пред 70-80 години, може и пократко дека е затворена последната таа зоолошка градина за луѓе? И они вас ви доаѓаат, нас ни продаваат европски вредности и се чудите зашо членки како Бугарија се нивни партнерчиња, кои што исто имаат лоша карма за себе. Зашо? Биле слуги на Хитлер, на еден од најголемите злосторници на човештвото на сите времења. Биле сојузници на таа машинерија за убивање, за геноцид врз цели народи. Им седеле у скутот на тие луѓе кои што го измислиле Холокаустот, фабрики за масовно уништување на цели народи. Тие нас ни кажуваат дека треба да се подобриме, да се цивилизираме, за да можеле да не приимат во нивните редови организации. Серем вам се на вашите организации и на вашите домови изградени врз несреќата на другите.
Толку имам да ви кажам за кога почнав од пари, завршив со Европската Унија, но ова треба да го имате секојаш у предвид. И затоа ние не сме тие што треба да се посипуваме со пепел. Филипче, ало, ме слушаш? Читал нешто животот друго, освен тоа што е медицинската енциклопедија која си завршил за доктор да станеш, и сите вие таму СДС Деспотовски, имаш прочитано нешто, го знаеш ова, дека е така. Вајда нешто си прочитал, а ако го знаеш ова дека е така, тогаш шо јајте лајна дека било добро договорот со Грција што сме го продале името, дека требало не знам овие да влезат Бугарија во уставот. Шо јајте лајна, бе? Тој уште пострашно ако го знаете ова, сте го читале, а се правите глупи и мижите и го лажете својно членство и ги лажевте 6 години македонците да почнат да веруваат во вашата идиотска спин докторска приказна на тие вашите педерчичи што работеа по пиар, кај вас што беа вработени, сега не знам кај сте што седеа со разни шпиони по охриди, по мохриди, тие новинарчињата, со разни британски не знам какви шпиони седеа и го продаваа името. Што ја ширеа приказната меѓу своето членство и меѓу јавноста дека дај шо ќе гледаме шо било у 19 20, дај да гледаме 21 22 век. На таа финта спин докторска, на таа финта пропагандна, народи преку ноќ ги губеле своите држави, своите права, овие својот идентитет. Токму на тие приказни, тие беа опасни приказни, затоа ве множам со нула, Филипче. И затоа треба секој од нас да ве помножи со нула и да ве натера во секоја секунда да ве плука вака како што ве плукам јас, да си затворите партијата. Вие не смеете веќе ден да останете на политичката македонска сцена. И дај Боже до наредните избори дека навистина ќе ја ставите СДС под стечај и ќе ја затворите. Толку големи ви се злоделата, особено психичките трауми што ви оставивте врз македонскиот народ и врз македонците изминативе 6 години. И уште вие ќе јадете говна на ВМРО ДПМН, уште сега, вчера паднати од власт, одма нешто глумат лудило, тинкачи, дркаджи и ставаат тамо на прес, некои нови голобради момчиња, да глумат опозиција. Мрш бе! Чибу бе! Ај тамо горе у планина да ве дресирам и вас да чувате овци од волците. Мислам, ако претходно не ве поапсат за велепредавство. Јас да сум ВМРО, ја одма ќе ве поапсам. 2 секунди не размишлам. Ама Европска Унија, ама ќе ми дошла, не знам, фон дер Лајен, фон дер овој, фон дер оној. И него ќе му речам, ај чибу назад таму. Они мене ќе ми кажуваат, пола свет што го исплячка и што масакрираа десетици и десетици народи или ги втурнаа во војни и мебаа мајка. Они нас ќе ни кажуваат што ние да правиме, како да сме се подобреле, не чинело ова, не чинело она. А они ти прават сатанистички слето нама за олимписки игри што нема никаква врска со олимпизмот. Ајде не јадам говна, преку глава ми е некои работи вака што ги гледам, а кога гледам дека луѓето не ги разбираат, и кога си прават некои мелодрамски, романтичарски филмчиња, некои фантазии од романчиња за одредени работи, за одредени држави, одредени градови во светот. А сега, мислам,